Во последната програма за локалните избори како кандидат за градоначалник, а потоа и градоначалник од 2013 и 2017, селото Банско во програмата на страница 34 беше замислено да стане туристички центар. Замислете туристички центар без канализационна мрежа. Ете така се исполнуваат дадените ветувања на тогашниот градоначалник Заев. Јас искрено не верувам дека ниту во овој мандат, ниту во било кој нареден мандат, ако СДСМ биде на власт, тоа ќе го добијат граѓаните на село Банско. Нема причина после 15 години ветување да зборуваме за канализационна мрежа. Затоа не е за верување. Да зборувавме, да ви кажам дека во програмата имаше замислено и ски лифт во Струмица, нема да ми верувате. Штета што не ви ја носам да ви ја покажам. Тоа не е за верување. Како и ова. Исто, јас ги гледам исто. 15 години само пишување во програмата. Еве и во наредната, дај Боже, пак ќе бидеме тука за 2-3 години, пак ќе биде напишено како приоритет. И пак ќе бидат излажени тие граѓани. Ќе чекаат да им се изгради канализационна мрежа. Знаете колку жители живеат во Банско? Жално. Ви благодарам.